Добар ден, јас сум Игор Богдановски. Денеска, заедно со Математика, ќе разработиме една видеолекција. Тоа е видеолекцијата за дробки. Претходно ви препорачувам да ја погледате мојата претходна видеолекција, која што е на некој начин ја подготовка за дробките. Значи таму е видеолекција во која што се објаснува како се бара најмал заеднички содржател, најголем заеднички делител, признаци за деливост и така натака, што е добра подготовка за да може подобро да се разберат дробките. Ајде да видиме за што станува збор денеска. Значи денеска ќе ги разработуваме дробките, така прво треба да го видиме што е значењето на дробките и како тие се формираат. Дробката представува дел од цело. Значи земаме едно цело така и кога тоа целото ќе го разделиме на делчиња, добиваме дробка. Евеко. Овде имаме едно цело, тоа целото ни е разделено на 4 еднакви делчиња, така и овој црвениот дел ни е означен делот кој што ни е потребен на некој начин, така да кажеме. Како се формира, како се означува дробката? Еве, погледајте. 1 врз 4. Да видиме секој од овие броеви што значи. Овој број овде доле, четворката, ни представува именител. Именителот ни кажува на колку еднакви дела е поделено едно цело. Погледајте на кругот. Значи, едното цело е поделено на 4 еднакви дела. Тоа ни го представува именителот. Што ни представува единицата? Таа се вика бројител и ни покажува колку делови се земени. Еве погледајте, црвениот дел, значи од целото, од тие парчиња што сме ги поделиле, само едно делче сме земале. Тоа е бројителот. Помеѓу бројителот и именителот постои цртичка која се вика дробна црта и таа представува операција делење. Одиме понатака. Ајде да видиме какви видови на дробки имаме. Првиот вид се привидни дробки. Привидни дробки се дробки со кои што е представен природен број. Еве неколку примери за привидни дробки. Дробката 4 врз 2, 5 врз 5, 7 врз 1. Зошто се ова привидни дробки, односно како е представен природен број? Па нели дробната цртичка ни означуваше делење. Па погледајте сега 4 ако поделам со 2, ќе добијам 2. Значи сме добиле природен број. Или 5 делено со 5 ќе добиеме 1, повторно природен број. Или 7 врз 1, така, 7 делено со 1 е 7, повторно е природен број. Затоа се ова привидни дробки. Еден вид на привидни дробки се и природните броеви кога ќе ги представиме како дробка. Така, обратното кажано, обратно од претходното. Така, се како с природните броеви ги представуваме како дробка? Кога ќе им ставиме само именител единица. Значи бројот 7 како природен број, кога ќе му ставиме именител единица, така еве го 7 врз 1 се добива, вредноста му е 7, се останала, меѓутоа е представен како дробка. Тоа ни треба така во понатамошната работа со дробки, така кога ќе треба да работиме со нив и кога ќе треба природните броеви да ги представиме како дробка за да можеме да ги изведуваме операциите. Или бројот 5 на пример, така кога ќе му ставиме именител единица, така ќе добиеме 5 врз 1, значи петката е представена како дробка. Одиме малку понатака, следниот вид на дробки се чистите или правите дробки. Кои се тие дробки? Тоа се дробки кај кои што бројителот е помал од именителот. И викаме дека чистите или правите дробки се помали од 1. Ајде да видиме. Еве некои примери за чисти или прави дробки. 2 петтини, 101 врз 200. Зошто оваа дробка е помала од единица? Па што ни означуваше именителот? Тоа е долниот број. Тоа ни означува на колку еднакви дела е поделено целото. Па овде еве во оваа дробка од 2 петтини, целото е поделено на 5 дела, така, а бројителот горе, бројот 2, ни означува колку тие делови се земени. Па не се земени сите 5, него се земени само 2. Значи не е земено целото, така. Значи затоа дробките, чистите или правите дробки, кај кои што бројителот е помал од именителот, се помали од 1, пошто помалку делови сме земале отколку што е поделено целото. Одиме натака. Следниот вид на дробки се нечистите или неправите дробки. Кај нив пак е обратно. Кај неправите дробки бројителот е поголем од именителот.
И се автоматски тука ќе дојде дека таа дробка има вредност поголема од 1. Еве погледајте пример. 3 врз 2, 42 врз 5. Што значи тоа? Значи целото е поделено во оваа дробка 42 врз 5, целото е поделено на 5 еднакви дела, а земјини се 42. Па значи со едно цело не сме си ги задоволиле потребите. Така ни треба и второ цело. Првото цело на 5 дела, второто цело уште на 5, вкупно 10. Повторно не се задоволени потребите. Одиме трето цело, уште 5 дела, 15. И така натака, значи ние ќе земеме 8 цели и од 9-тото цело уште 2 парчиња ќе ни требаат. Затоа овие дробки се поголеми од единица. Ајде да видиме што е следно. Секоја нечиста дробка, значи овие дробки кои што беа поголеми од единица, може да се претвори во мешан број и обратно. Да видиме што е мешан број. Мешан број е број кај кој што имаме два дела, цел дел и дробен дел. Ајде да видиме како тоа изгледа и како тоа се прави. 42 врз 5, еве повторно таа дробка. Ако дробната црта ни представуваше делење, тогаш 42 кога ќе го поделам со 5, ќе добијам вредност количник осмица и остаток двојка. И сега што правиме? Осмицата ни ги представува целите. Еве погледнете. Еве ова е мешан број. Осмицата ни ги представува целите. Двојката, односно остатокот ќе ни биде новиот бројител, а именителот ќе го препишеме. Да не оди тоа така напамет да се научи што каде како броеви одат, повторно згодно е да застанете и да размислите, да видите што значи 42 петтини. Тоа значи на 5 дела ми е поделено секое цело, а ми требаат 42 дела. Во превод, со 5 дела едно цело, со 10 дела, како што објаснував претходно, 2 цели. Значи нас ни требаат 8 цели. Тие 8 цели по 5 дела ќе ни даат 40 и ќе ни требаат уште 2 дела. Така е добиено 8 цели и 2 петтини. Нормално и обратно, мешаниот број, еве го некој друг мешан број земав, 3,4 може да се представи како нечиста дробка. На кој начин? Кога целото, целите, тоа е бројот 3, ќе се помножи со именителот, со 7, и на тој резултат ќе се додади бројителот. Еве го, 3 по 7 плюс 4. И така ќе го добиеме новиот бројител 25, а именителот се препишува. Повторно, како логика може да го решавате, така значи, ако седмицата ни покажува на колку дела е поделено едно цело, ние имаме 3 цели по 7 дела, тоа се 21 дел, и од четвртото цело сме земали уште 4 парчиња, уште 4 такви дела, така 21 и 4 25 седмини сме земали. Ајде одиме понатака. Како се прави проширување и скратување на дробки и што всушност е тоа? Значи, ако имаме, еве повторно на цртеж, дробката е 1/4. Така, нели така беше оваа дробка? Ако секој од тие парчиња, четвртинките, го поделам уште на 2, погледајте ова се овие тенки линии, што дополнително е поделено, така, значи практично сега ќе добијам 8 парчиња овде. Меѓутоа, за истото делче да го земам, тоа значи нашето делче, едното, што сме го земале претходно, е поделено на 2. Или тоа запишено значи дека дробката 1/4 е еднаква со дробката 2/8. Од тука можеме да заклучиме дека една иста дробка можеме да ја запишуваме со различни броеви. Меѓутоа, постои правило, не можеме дробката 1/4 па како ќе ни текни со било кој броеви да ја запишуваме, туку постои правило како тоа ќе го правиме. Ајде да видиме. Ако бројот 1/4 дробката, ако и бројителот во дробката, и именителот во дробката, и единицата, и четворката, ги помножам со двојка, гледате, 1 по 2 добивам 2, 4 по 2 добивам 8. Значи, така од 1/4 ја добивме дробката 2/8, тие две се еднакви. И таа операција, тој процес, кога бројителот и именителот се множат со ист број, се вика проширување на дробки. Односно, обратно, како од дробката 2/8 ќе добиеме дробка 1/4, па кога бројителот и именителот ќе ги поделам со исти број.
2 поделено со 2 добиваме 1, 8 поделено со 2 добиваме 4 и така од 2 осмини ја добивме дропката 1/4. Односно, ако броителот и именителот ги поделам со изброи, така добиваме иста вредност на дропка и тој процес, односно таа постапка се вика скратување на дропки. Значи тоа напишано во една реченица може да се каже дека ако броителот и именителот во дропката се помножат или се поделат со изброј, нормално тој број треба да биде различен од 0, се добива дропка еднаква на дадената, како што претходно овде објаснив. Еве еден едноставен пример, така повторно, еве е 1/4, единицата ја помноживме со 2, добиваме двојка, четворката ја множиме со 2, добиваме осмица, значи дропката 1/4 е иста со дропката 2 осмини, односно пример за скратување, ако ја имаме дропката 12 врз 18, ако 12-ката ја делиме со 6, а исто со 6-ка ја поделиме и 18-ката, така и броителот и именителот ги делиме со изброј, ќе добиеме 12 делено со 6, 2, 18 делено со 6, 3, тоа значи дека дропката 12 18 и дропката 2/3 се иста дропка, нормално запишани со различни броеви. Одиме натака, што е нескратлива дропка, значи дропка во која што броителот и именителот понатака не можат да се делат или не можат да се скратат. За тоа да се случи, треба броителот и именителот да бидат заедно прости броеви. Ке се подсетите, во моето претходно видео објаснив што се заедно прости броеви. Тоа се броеви кои што единствен заеднички делител им е бројот 1. Погледајте таму во видеото, ќе ви стани појасно. Одиме натака. Хајде да видиме сега проширувањето на дропките каде наоѓа примера. До проширувањето на дропките наоѓа огромна примена при сведувањето на дропките на заеднички именител. Значи, ако имаме две дропки, како што е во примерот, 3/4 и 5/6, кои што немаат ист именител, ние треба да ги доведеме тие две дропки да дојдат до ист именител. Значи, со проширување ги менуваме броевите и треба да ги доведеме двете дропки до ист именител. Ако најдеме најмал заеднички содржател за постоечките именители, тоа се 4 и 6, најмалиот заеднички содржател е 12, повторно во претходното видео ќе погледате како тоа се бараше, тогаш двете дропки ќе ги трансформираме, односно ќе ги прошириме. Ајде како беше? Значи 3/4 сега постоечкиот именител од четворка треба да го трансформираме во именител 12, односно тоа НЗС што сме го нашли. Значи четворката како ќе ја доведам до 12? Така што ќе ја помножам со 3. Меѓутоа, за да не ја сменам вредноста на дропката и постоечкиот броител 3, мора да ја помножам со истиот тој број, односно со 3, со истиот број како што го проширивме, именителот. И така ќе добиеме дропката 3 по 3, 9, 4 по 3, 12, значи дропката 3/4 ја трансформиравме во 9/12. Ајде другата дропка, 5/6 и исто, наместо именител 6, треба да ја доведеме до именител 12, односно до именител НЗС-то што го најдовме. Па што треба да направиме со 6-ката? Да ја помножиме со 2 за да добиеме 12. Меѓутоа, за да не промениме ништо, и 5-ката броителот мора со истиот тој број да помножиме со 2. И така ќе добиеме 5 по 2 10, 6 по 2 12, значи дропката 5/6 ја трансформиравме на 10/12, 3/4 на 9/12, односно двете дропки ги трансформиравме на заеднички именител, а тоа е 12. Одиме понатака. Ајде да видиме како се споредуваат дропки. Две дропки кои што имаат ист именител, поголема е таа дропка која што има поголем броител. Еве како што е овде во примерот 4/7 е поголемо од 3/7. И логично е. Ако целото е поделено на 7 еднакви дела, тоа е значењето на именителот, така, во првата дропка од тие делови сме земале 4, во втората дропка од тие делови, тие 7 дела сме земале 3, нормално 4 парчиња кога сме земале е повеќе од 3 парчиња кога сме земале. Одиме натака. Ако две дропки имаат ист броител, внимајте сега, поголема е таа со помал именител.
Ајде да видиме, значи 5 седмини и 5 осмини, гледате броителот е овде исто. А поголема е дропката која што има помал именител. Значи 5 седмини е поголема од 5 осмини. Ајде повторно логично, зашто е тоа така? Па првата дропка целото сме го поделиле на 7 дела, а во втората дропка целото сме го поделиле на 8 дела. Па нормално, ако деловите се помалце, нормално како делови, како парчиња се поголеми. Па 5 поголеми парчиња овде сме земале. 5 седмини, седмините се поголеми како парчиња од 5 осмини. Значи повторно има логика зошто е тоа така. Што правиме ако треба да споредиме дропки кои што имаат различни броители и различни именители? Еве, например, да ги споредиме дропките 2/3 и 3/4. Па едноставно, како што претходно објаснивме дека двете дропки може да се сведат на заеднички именител. Гледайте во примерот пред споредувањето на дропки. Така и овде ќе направиме. Ако на постоечките именители 3 и 4 им најдам НЗС, практично тој НЗС, тој нема заеднички содржател, тој ќе ни биде новиот именител за двете дропки. Па дропката 2/3, тројкава, како именител треба да ја доведеме до 12. Што правиме? Множиме со 4, за да не смениме ништо и броителот го множиме со 4. Па добиваме 2 по 4 8, 3 по 4 12, односно дропката 2/3 ја трансформираме во 8 12. На ист начин и другата дропка 3/4, четворката треба да се доведе од именител 4 овде, така, четворката треба да се доведе до 12, така, до НЗС-то. Тоа се прави со множење со 3, 4 по 3, ама со тројка мора да ја множам и броителот. 3 по 3, па добиваме 3 по 3 9, 4 по 3 12. Значи едната дропка сега ни стана 8 12, другата дропка ни стана 9 12. Па која е поголема? Нормално 9 12. А 9 12 тргна од дропката 3/4. 8 12 е помалата, тргна од 2/3. Што значи дека 3/4 е поголемо од 2/3. Одиме натака. Ајде да видиме сега малце операциите со дропки, како се собираат и одземаат дропки. Ако дропките имаат исти именител, едноставно се собираат. Именителот се препишува, броителите се собираат или се одземаат. Ајде да го видиме тоа на пример. Еве, 1/5 плюс 2/5. Именителот ќе го препишиме, а броителите ќе ги собереме. 1 плюс 2, тоа е практично 3 и добиваме дропка 3/5. Често се случува да направите грешка и да напишите оваа дропка, ова собирање 1/5 плюс 2/5, да ми ја напишите како 3/10. Не е така. Практично, од едното делче сме поделили на 5 дела. И другото ни е поделено на 5 дела. Значи, едно парче од овие 5 и две парчиња од овие 5, 1/5 и 2/5 ќе ни дадат 3/5, не 3/10. На исти начин доаѓа и одземањето на дропки. Еве, 1/4 минус 3/4. Четворката како именител се препишува, броителите се одземаат. 1 минус 3, што е еднакво на минус 2 врз 4. Така, односно добиваме дропка минус 2/4. И како што кажавме, дропката секогаш треба да се доведе крајниот резултат до нескратлива, двојката и четврката, броителот и именителот можеме да ги поделиме со изброј, тоа е со двојката, значи 2 делено со 2 1, 4 делено со 2 2, така добиваме конечниот резултат, го добиваме минус 1/2. Што се случува кога дропките имаат различни именители, како ќе ги собереме? Па повторно, како што претходно објаснивме, ќе ги сведеме на ист именител. Гледате колку има тоа проширувањето на дропките, колку има примена во сите овие операции со дропките. Значи, како на пример, 5 шестини плюс 3 осмини, кога за именителите ќе најдеме најмал заеднички содржател, 6 и 8, така, добиваме 24, така, значи постоечките именители треба да ги доведеме до 24. Шеската треба да ја множиме со 4, со истиот број и петката горе. Осмицата треба да ја множиме со 3, со истиот број и тројката горе.
и добиваме 5 по 4 20, 6 по 4 24, овде 9 врз 24 и сега ги собираме како дропки со исти именители, односно именителот го препишуваме, а броителите се собираат и добиваме 29 врз 24. Ајде да видиме и како се прави множењето на дропки. Тоа е многу едноставно, се множат броител со броител, именител со именител. И еве тоа на примерот, 2 петини по 3 седмини, двата броители 2 по 3 се множат, добиваме 6, двата именители 5 по 7 така се множат и добиваме 35, односно резултатот е 6 врз 35. Да видиме сега како се прави делењето на дропки. Меѓутоа, претходно треба да видиме што значи реципрочна дропка или реципрочен број или реципрочна вредност. Ако броителот и именителот на една дропка си ги сменат местата, односно именител стане броител, а броител стане именител, тогаш добиваме дропка која што е реципрочна на дадената. Еве, 2/3 и 3/2 се реципрочни една во однос на друга дропки. Еве, двојката од броител дојде во именител, тројката од именител дојде во броител, значи тие две дропки се реципрочни. Како го правиме делењето на дропката? Еве, на примерот, најубаво ќе видите, гледајте, 2/3 поделено со 1/4. Првата дропка, или дропката деленик, ќе ни остане иста. Делењето, операцијата делење, ќе ја замениме со операција множење, а втората дропка или дропката делител, еве 1/4, ќе ја замениме со незината реципрочна дропка. Еве, 4 врз 1. Значи, првата останува иста, делењето со множење, а втората дропка ја менуваме со незината реципрочна. И натака, како што е правилото за множење. Броител со броител, именител со именител. Еве го, 2 по 4, 8, 3 по 1 е 3, или ова, ако сакаме да го представиме во мешан број, ќе биде 2,2 третини. Ајде уште да видиме што се двојни дропки. Значи, тоа се дропки кај кои што броителот и именителот се дропки. Значи, во една дропка имаме броител дропка, именител дропка. Како двојните дропки ќе ги претвориме во обични дропки? Кога за броител ќе земеме производот на надворешните членови на двојните дропки, а за именител ќе го земеме производот на внатрешните членови. Ајде тоа најубаво е на пример да се види. Еве, погледнете што е двојна дропка. 2/3 врз 1/5 е двојна дропка. Значи, во броител ни стои 2/3, во именител ни стои 1/5. Надворешни членови се двојката и петката, така? А внатрешни се тројката и единици. Како вика тука, за броител се зема производ од надворешните. Значи, броител, еве го, 2 по 5 надворешните, а именител 3 по 1 внатрешните членови и имаме 2 по 5 10, 3 по 1 3, значи 2/3 врз 1/5 е исто што и 10/3. Ако имаме ваков случај, бидејќи за двојна дропка не ни треба и броителот и именителот двата да бидат дропки, може едниот од нив да биде дропка. Еве овде имаме 1/5 врз 4. Значи во именител имаме природен број. Сега во тој случај, еве го тоа, кога ќе му додадеме единица, значи четворката ќе ја претвориме ние на некој начин во дропка. И сега добиваме надворешни и внатрешни членови или целосна фул, како сакате, двојна дропка. Значи, во броител одат надворешните производот, еве го, 1 по 1, во именител внатрешните производ, односно 5 по 4, и така ја добиваме дропката 1 врз 20. На сличен начин и последниот пример, сега природниот број ни се наоѓа во броител, а дропка во именителот. Природниот број го претвораме во дропка со додавање на именител 1, еве го, 3 врз 1 врз 7 врз 8 и повторно надворешен со надворешен, внатрешен со внатрешен член, односно 3 по 8 оди во броител, 1 по 7 оди во именител и така добиваме 24 врз 7. Ви благодарам и се надевам дека ви помогнав да ги разберете дропките и дека ќе имате успех понатака со нив. Ви благодарам уште еднаш.